Почитувана министерка Костадиновска, почитуван ВД директор на Джез оркестарот при Сдруженијето на джез музичари Гоце Стефковски, почитуван Фатих Кан, директор на TAF Construction, почитуван директор на Националната опера и балет господин Ристов. Ви благодарам за гостопримството денеска. Им честитам на нашите джезери, кои од неодамна се и национална музичка институција, национална установа оркестар за джез музика во Република Северна Македонија, што после неколку месеци ќе добијат конечно свое место за креирање. А денешното подпишување на договорот за реконструкција и адаптација на просторот за потребите на националниот джез оркестар е дел од тоа што јас си го викам мозаикот на концептот на едно општество. Секој е важен, секој треба да биде представен и секој заслужува еднакви права и можности. Концептот на едно општество нема само етничка димензија, туку и социјална и културна, зашто говори и доделувањето на трајна адреса на Националната установа оркестар за джез музика во Република Северна Македонија, овде во Националната опера и балет. Посветеноста на владата за културната различност ја препозна улогата на Националниот джез оркестар во нашиот културен мозаик. Токму поради тоа, новиот дом на джезерите, куќата на джезерите, доби од владата над 11 милиони и 700 илјади денари, од кои 10 милиони се средства од TAF програмата. Поточно со позитивната разлика од околу 30 милиони денари помеѓу проектираната и изведбената цена од веќе изведените проекти кои ги реализираме низ сите општини од оваа програма. Вкупниот износ на инвестициите од TAF програмата, како што нагласи господинот Кан, е 49,7 милиони евра, со кои се реализираат инфраструктурни проекти низ сите општини. Реализацијата се одвива според предвидената динамика. Во моментов имаме завршени 67 проекти, а уште 3 проекти ќе бидат завршени до крајот на овој месец. Вкупно 70 проекти во исто толку општини низ цела држава, со што ја јакнеме локалната инфраструктура, што за мене е исклучително важно, бидејќи сметам дека само преку подетакво вложување во сите региони, во сите општини, работиме кон едно општество за сите. Веќе знаете дека преку оваа програма со која се реализираат инфраструктурни проекти низ сите општини, градиме водоводи, канализации, спортски сали, патишта и улици, градинка, домови за стари лица, младински центри, културни центри, поточно инфраструктурни проекти кои се значајни за сите наши сограѓани. Среќен сум што успеавме со оваа програма да го решиме и овој предизвик и што набрзо ќе имаме куќа на джезерите, тука во центарот на Скопје. Министерката кажа дека тоа е со големина од 475 метри квадратни, а ја ќе кажам, ќе очекуваме најмалку 4750 дела на джезерите во нашата земја. Ние ќе го направиме просторот, на джезерите ќе биде да му дадат живот и музика. Викаат, изгради свет и луѓето ќе дојдат, па се надевам дека овој нов свет на джезерите ќе привлече многу публика. Благодарам. Премиер за економски прашања, Битики, почитуван ВД директор на Националната установа джез оркестар, господине Гоце Стефковски, почитуван Фатих Кан, директор на TAF Construction Северна Македонија, почитуван директор на Националната опера и балет, господине Ристов, почитувани представници на медиумите. Со денешното подпишување на договорот за реконструкција и адаптација на просторот во зградата на Националната опера и балет, сушност го правиме последниот чекор во подготовките за непречено да започнат градежните работи во домот на Националната установа джез оркестар. Откако ова нова национална установа со одлука на владата доби трајна адреса во рамките на овој објект, со одлука на владата исто така беа обезбедени 10 милиони денари средства од TAF програмата за целосно реновирање на просторот во достоен дом на джезот. Запазувајќи ги сите законски процедури и рокови, на наше големо задоволство верувам и на джез музичарите и на влюбениците во джезот, денеска сме уште еден чекор поблиску до целта. Сите договорни страни имаме иста цел, а таа е брза и квалитетна реконструкција. И овој објект, по својата опременост, мора да биде според светски стандарди, а изведбата на безпрекорно ниво. Затоа на сите чекори досега се работеше внимателно и темелно, не само поради специфичноста на куќата на джезот, туку и поради фактот дека културата
не смее да си дозволи уште еден објект чие реконструирање и адаптација ќе траат кратко време, а потоа неговото одржување ќе биде агонично и прескапо. Такви објекти наследивме и доста е. За оваа влада, куќата на џезот не е предизборно ветување и не се соочуваме со предизборна трка со времето, туку со огромен напор да создадеме квалитетен простор во овој објект. Сакаме достоен дом за џезерите што ќе трае и сигурно чекориме во исполнување на нашата желба и на даденото ветување. Јасна и видлива од самиот почеток е нашата институционална поддршка за заедничка грижа за џезот, а тоа е уште еден влог во префинетиот звук на македонската музичка култура. Џезот, кој како жанр ја предпочита слободата и храбро се соочува со импровизацијата, е и стил на живеење, далеко од комерцијалното, блиску до својата одбрана публика. На членовите на Националната установа Џез оркестар им пожелувам да ја негуваат страста кон слободата и од нивните нови 475 квадратни метри да се родат нови проекти кои ќе бидат наградувани со аплаузот на македонската, но и на светската публика. Сакам да му се заблагодарам и на вице-премиерот Фатмир Битики за соработката и за поддршката овој проект да стане реалност, како и на представниците од ТАФ Македонија за препознавање на важноста за изградба на Домот на џезот и за значењето што тој ќе го има за македонската културна сцена. Ви благодарам.